Еве, јас како и минатиот пат ќе кажам, европски мирно, немаше многу гласачи, веројатно подоцна ќе дојдат, сонцето веројатно ги измамило. Очекувам и денот да биде мирен, да ги заокружиме изборите и потоа да се фрлиме на работа, односно градоначалниците и советниците да се фрлат на работа. Вашата оценка за кампањата? Кампањата мислам дека неочекувано, ако судиме според некои претходни инциденти, или пак сосема очекувано ако се водиме од фактот дека по 30 години демократија, таква кампања треба да се очекува, беше релативно пристојна, со респект, ретко се соочувавме со напади ад хоминем, се говореше за проекти, но имаше и инциденти. Да речеме, еве би сакала да го истакнам примерот на господинот Бујар Османи, но нека во прилог на инцидентите, туку во прилог на фер и демократско однесување. Она што еве ќе си дозволам да го изјавам денеска е нешто што е крајно невообичаено во Европа и во светот, а редовно е кај нас. Во европските држави на локални избори гласаат само луѓе кои имаат постојано живеалиште во општината. Значи денот и ноќта го поминуваат тамо. На локални избори не гласаат луѓе кои, според логиката на пописните правила, се евидентираат во тие земји. Зошто? Бидејќи тие гласаат тамо. Тамо каде што живеат, тамо каде што плаќаат даноци, тамо каде што им одат децата на училиште, тамо каде што тие работат, тамо и гласаат. Ние имаме еден парадокс. Да дојдат за еден час луѓе кои веќе гласале во Австрија, во Франција, во Швајцарија и да ги изберат градоначалниците и советниците. Можете да проверите, тоа е непознат демократски феномен. Тоа е првото и второто. Можам денеска да кажам, или не, очекував поактивен однос на жените во поглед на некои состојби за кои сведочевме дека се случувале. Мислам и на партиите, и мислам и на невладиниот сектор. Исто, одлично што ме подсетивте, да, и јас самата сум на некој начин изненадена, бидејќи претходно ние велевме дека квотата од 40% ни овозможува рамноправност. Бидејќи ако чекаме спонтано да бидеме рамноправни, ќе ни треба веројатно еден век. Како резултат на квотите, и на локалните и на парламентарните избори секогаш на листите имаше родово неутрална квота. Овој пат, навистина, ние жените имавме шанса сами да се кандидираме со 2 потписи за градоначалничките позиции, а за советничките се разбира однапред знаеме дека постои квотата. И се случи многу малку жени да се кандидираат. Причините се веројатно повеќе. Прво, изненадувањето. Одеднаш се соочувате со можност сами да се кандидирате со 2 потписи. Тоа, ние сме одговорни суштества и секогаш размислуваме, па дали сме ние најдоброто решение, па дали ќе можеме да одговориме на овој предизвик и слично, особено ако не сме поддржани од луѓе кои ни веруваат.
Тоа е првото. Второто, тоа е врзано со политичката култура. Веројатно, се уште има силни елементи на, за жал, на патриархална и на парохијална политичка култура, па ние размислуваме на тој начин дека можеби не сме на најдобрите. Значи, овој инцидент со отсуството на член заради одлуката на Уставниот суд, што ќе го регулира кандидирањето, еве, покажа и докажа дека и во нас има жените сериозен проблем. Јас не велам дека е тоа недоверба во себе, туку мислам дека е врзано за фактот дека сме ние поодговорни, бидејќи имаме потежок пат во животот. Секогаш имаме дилеми, најлесно одлучуваат оние кои не размислуваат или мислат дека по природата се надарени да бидат извонредни политичари, пратеници, советници, градоначалници и така натаму, но мислам дека оваа лекција добро треба да ја научиме за да ги смениме работите, и јас се соочив со истото прашање што вие ми го поставивте од меѓународната заедница, зошто и овој пат толку малку жени се одважија да се кандидираат на изборите. Дури имаше и дилеми, дали можеби е тоа затоа што не секогаш дури и жените гласаат за жени, или дали е тоа затоа што жените мислат дека мажите нема да гласаат за нив, иако се тие докажани во своите професии, но останува, да речам, научената лекција. Ви благодарам јас.